се раѓа. Ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето себе над Грушевската република. Гоце Делчев питугули, да ме Груев Сандански. Гоце Делчев питугули, да ме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови песници. Македонија слободна, слободно живее. Македонија слободна, слободно живее. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum qualibe, vivat membra qualibe, semper sit in flores, semper sit in flores. Почитувана председателке Гордана Силјановска-Давкова, Ваше високо преосвештенство митрополит Дебарско-Кичевски Георгиј, почитуван председател на Инженерската институција на Македонија доктор Андреј Лепавцов, почитуван председател на Комората на овластени архитекти и овластени инженери магистер Кристинка Чулак, почитувани ректори, проректори, почитувани декани и професори, уважени гости, дами и господа. Добре дојдовте на церемонијата на доделувањето на признанието Инженерски прстен. И годинава сме собрани да ги доделиме инженерските прстени на најуспешните дипломирани студенти од факултетите што негуваат инженерски дисциплини во земјава. Манифестацијата на доделувањето на инженерскиот прстен традиционално е под покровителство на председателот на Македонија и во организација на Инженерската институција на Македонија и на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Инженерскиот прстен, кој се доделува на најдобрите дипломирани студенти, представува поттик за изучување на инженерството и придонес за формирање квалитетен инженерски подмладок во нашата држава. Годинава, признанието Инженерски прстен се доделува по 22 пат, а со прстен ќе се здобијат 14 млади инженери од различни области кои дипломирале на 4 државни универзитети.
А сега го поканувам доктор Андреј Лепавцов, председател на Инженерската институција на Македонија, да земе збор. Повелете. Почитувана председателка на Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, Ваше високо свештенство митрополит Деварско-Кичевски Георги, почитувани представници на државните институции, заменик министре, ценети декани и професори, почитувани представници на бизнис заедницата, драги колеги инженери, почитувани родители и семејства на нашите денешни добитници и најтопло драги добитници на инженерскиот прстен. Со голема чест и едно искрено чувство на гордост денес се обраќам како председател на Инженерската институција на Македонија по повод еден од највредните моменти во календарот на македонското инженерство, а тоа е свеченото доделување на инженерскиот прстен на најдобрите дипломирани студенти од инженерските факултети во Македонија. Овој ден не е само обична церемонија, тоа е символ на една посветеност, на една умешност, на интелектуална зрелост и на силна волја. Тој е доказ дека упорноста и трудот секогаш имаат смисла и резултат. Овој ден зборува за еднината и не само за вашата лична еднина, туку и за еднината на нашата држава Македонија, на нашето општество, на свето што сакаме да го градиме. Инженерството од секогаш било во центарот на човечкиот напредок. Без инженери немаше да постојат мостови, згради, патишта, водоводи, автомобили, енергетски системи, комуникацијски мрежи, ниту паметни уреди. Но инженерството не е само техничка дисциплина, тоа е начин на размислување, начин на гледање на светот како проблем што чека да биде решен, подобрен или пак оптимизиран. Како инженери ние сме луѓето што стојат меѓу идејата и реалноста. Нашата улога не е само да создадеме, туку и да создадеме со одговорност. Да не забораваме, секоја голема технологија што не носи напред има и потенцијал да не оддалечи од хуманоста, ако не е насочена со етика, визија и со свест. Денес пред нас стојат најдобрите од најдобрите. Вие не само што сте ги завршиле студиите со највисоки оценки, туку сте се докажали како млади луѓе со исклучителен карактер, љубопитност и решителност. Секоја ваша дипломска работа, секој ваш проект, секој ваш испит представува камче во мозаикот на вашето инженерско патување низ животот. Но од денес тоа патување добива нова димензија со примањето на инженерскиот прстен. Вие стапувате во поширока и по-динамична улога, не само како завршени студенти, туку и како амбасадори на инженерството, како идни лидери во индустријата, академијата, па дури и во јавниот сектор. Овој прстен што денес ке го носите не е само признание, тоа е обврска. Обврска да ги пременувате своите знања со чест, да поставувате стандарди на квалитет, да размислувате долгорочно, да не заборавите никогаш дека инженерството е професија во служба на општеството. Во оваа пригода не можеме да не одадеме признание на сите оние што беа дел од таа ваша приказна, на вашите професори и ментори, кои ве инспирира, ве предизвикува, ве водаа низ научните лабиринти и со трпение и со знаење. Тие не ви ги дадоа само одговорите, тие ве научија како да ги поставувате вистинските прашања. На вашите семејства, кои беа тука во тешките моменти, кои веруваа во вас, дури кога вие самите се сомневате. Без нивната љубов и поддршка, ова патување немаше да биде можно. Овој успех е вас, но и нивен. И затоа денес им даваме голема благодарност и среќни сме што се тука со вас. Денес ви излегувате на сцена во еден свет што се менува со невидена брзина. Климатски промени, енергетската транзиција, дигитализацијата, вештачката интелигенција. Сите овие предизвици и можности чекаат на нова генерација инженери кои не само што ќе го разберат, туку и ќе ги водат овие промени. Македонија има потреба од вас, не само како експерти, туку како гласни и храбри мислители, како визионери, што ќе го движат нашите индустрии, ќе го модернизираат нашето образование и ќе придонесува за одржлива и конкурентна економија. Вашата мисија започнува сега и не е мала, верувајте.
Како инженерска институција, наша должност е да ве поддржуваме во секоја фаза од вашата професионална кариера. Ние ќе бидеме тука да ве поврземе со индустријата, да ви помогнеме да ги продолжите вашите академски патеки, да ве застапуваме пред институциите и да ве охрабруваме да се вклучите во формирање на инженерската политика на оваа држава. Не гледајте на инженерскиот прстен како на крајна награда, гледајте како една почетна точка, како символ на припадност кон едно големо инженерско семејство кое постојано се развива и се гради. Драги добитници, ви честитам од срце за вашето достигнување. Вашата работа досега ве донесе до оваа точка, но вашиот карактер, вашата страст и вашата визија ќе ве одведат уште подалеку. Нека инженерскиот прстен биде вашиот подсетник дека сте избрале пат полн со одговорности, но и со можности. Пат кој нема крај, бидејќи инженерството е процес на постојано градење на идеи, на системи, на подобро општество. Ви честитам уште еднаш, нека ова биде само првиот од многото успеси што ве очекуваат во животот и во кариерата, и од денес не само дека носите прстен, вие носите иднината. Ви благодарам. Благодарам. Сега имам честа да ја поканам магистер Кристинка Чулак, председателка на Комората на овластени архитекти и овластени инженери Македонија, да ви се обрати. Повелете. Благодарам. Почитувана председателке на нашата убава Македонија, господја Гордана Силјановска-Давкова, ваше високо правосвештенство, почитувани ректори, проректори, декани, професори, ценети високи гости, драги колеги, драги родители, ми представува особена чест и задоволство денес да ве поздравам во името на членовите на Комората на овластени архитекти и овластени инженери и во свое лично име. Денес сме собрани на свеченост која не е обична. Инженерскиот прстен, најпрестижното признание кое 22 години поред се доделува на најдобрите, е празник на знаењето, прослава на трудот, восхит за талентот. Денес со искрено чувство и благодарност славиме за младите луѓе кои се гордост на своите семејства, на своите факултети, на крај на својата татковина. Вие, најдобрите дипломци на своите факултети од инженерските професии во Македонија, сте доказ дека трудот, знаењето, посветеноста секогаш го наоѓаат патот до признанието. А инженерскиот прстен што денес го добивате не е само символ на академскиот успех, тоа е знак на довербата дека сте подготвени не само да ја носите титулата инженер, туку да ја понесете и одговорноста која што оди понатака со таа титула. Во времења кога светот се менува со трескавично темпо, потребни му се умови како вашите. Умови кои што не се задоволуваат со просечното, со тоа што е можно, туку умови кои што се стремат кон уште повеќе, кон неможното. А неможното не постои за мене. Инженерството е уметност на практичното чудо, рекол Леонардо да Винчи, и вашата задача, драги деца, е токму тоа, да создавате чуда кои ќе им служат на човекот, на луѓето и ќе ја унапредуваат нашата заедница. Вие денес тука стоите на темелите кои веќе ги поставиле вашите професори и постарите генерации на инженери пред вас. Но, ние од вас очекуваме да гледате уште подалеку и да создавате нови хоризонти, поместувајќи ги границите на просечното. Инженерството и архитектурата не се само професии, тие се повик да се гради, да се создава, да се осмислува иднината. Без инженери немаме патишта, немаме мостови, немаме енергетски системи, немаме современи технологии. Но уште повеќе, без инженерите немаме иднина, а тука вашата улога е клучна. Инженерството е повеќе од наука, тоа е во служба на општеството, на заедницата, и вие сте тие од кои што се очекува да ја обликувате нашата иднина. Секој од вас доаѓа од различен факултет, со различна специјалност, но сите заедно вие го представувате мозаикот. И во синергија сите заедно на овие дисциплини треба да итате кон напредок. Затоа јас цврсто верувам дека тука меѓу вас има идни лидери, визионери, предприемачи,
носители на големи иновации и промени. А нашата земја има потреба токму од такви кадри како вас. Но ве повикувам да не ја заборавите човечката димензија на инженерството, затоа што позади секој проект, сегашен, иден, секогаш стои човекот. Потребата на луѓето, нивните животи, затоа што, рековме, инженерството е во функција на нашето општество. Дозволете да упатам искрена благодарност до универзитетите, вашите професори, менторите и до вашите семејства, бидејќи сите тие стоја позади вас на овој пат. Вашиот успех е и нивна заслуга, а успесите на нашите деца се и наши успеси. И ви благодарам, драги колеги, што не направивте горди сопатници на ова ваше патување. Денес ние ви честитаме, а утре светот ќе ве праша што понатаму. Нашата надеж и верба е дека ќе одговорите со иста страст, одговорност и визија, таа истата што ве донесе овде, на ова место, во овој прекрасен амбиент. Затоа, нека ова признание биде почеток на вашата нова патека. Патека исполнета со предизвици и можности, патека која ќе ви овозможи да оставите трага во општеството и во историјата на инженерството во Македонија, но и пошироко. И затоа продолжете, така како што почнавте, и на вашите успеси ќе им нема граници. Бидете љубопитни, храбри, чекорете посветено и упорно кон иднината која без друго ќе биде исполнета со безброј предизвици, препреки, непознатици, но чекорете непоколебливо. Со гордост носете на вашите глави круната признание на овој успех. На крај, ви честитам и ви посакувам уште поголеми успеси од овие. Каде и да ве одведе животот, посакувам да бидете свесни од каде потекнувате. Секогаш грижете се за својата родна земја. Бидете примерни и честни граѓани на нашата татковина, секогаш и секаде, затоа што Македонија се надева на вашата професионална подршка, а од денес нејзината инженерска иднина лежи на вашите плеки. Ви благодарам. Ви благодарам. Почитувани присутни, имам чест да ја поканам претседателката Гордана Силјановска-Давкова да се обрати и да ги додели инженерските прстени. Претседател ке повелат. Почитувани присутни, сакани и почитувани лауреати. Чинам дека нема подобар простор за промоција на најдоброто. Причината лежи во фактот што нашите цркви секогаш биле црковно-училишни општини. И мислам дека просторот овде до нас час поскоро треба да го врати сјајот на Охрид како еден универзитет. Оти замислете град со 365 цркви, значи со 365 училишни општини. Затоа мислам дека не смее вака да стои. За мене нема поинспиративно место од ова овде. Второ, прстен. Секој прстен значи врзување за нешто, не е тоа само украс. Значи верност, значи посветеност, значи љубов. Затоа мислам дека овој прстен многу ќе значи во вашиот, ама и во нашиот живот. Кога прифатив да бидам покровителка на една ваква манифестација како што е инженерскиот прстен, почувствував голема чест. Да се доделуваат прстени на најуспешните студенти од инженерските дисциплини не е само сатисфакција и надомес за вашиот труд, за младите инженери, ниту само е подстрек за продолжување по патот на науката и понатамошно усовршување. Тој чин, мене барем, ми значи подсетување на човечкиот потенцијал кој го имаме, а нема повредно нешто од него, само не секогаш сме свесни за тоа,
И ние сме должни да создадеме дополнителни услови за ваше напредување, се разбира, дома. Не случајно се раѓаме некаде. Само една татковина секој има, вели Бернард Шо. Каде и да одите, се враќате на крајот. За среќа денеска со дигитализацијата и со вештачката интелигенција можете да бидете истовремено и тука. Одете, надпреварувајте се, докажувајте се, ама враќајте се. Безпредметно е за мене да се зборува за значењето на инженерските професии, бидејќи вие не само што ја обликувате сегашноста, туку на сите ни е јасно дека ќе обликувате и иднината. Вие сте тие кои го движите светот, а ние, државата, образовните, научните институции, бизнис заедницата, граѓанските организации, сме должни да помогнеме да го реализирате она што го поседувате. Највредното, знаењето. Сакам да кажам збор-два и за самото списание инженерство. И не само за него, туку и за посветеноста на инженерската институција на Македонија. Да, досега вие бевте ветар, некогаш посилен, некогаш поблак, ама секогаш дувавте во грбот на македонското инженерство. Вие сте својвидно инженерско огледало, инженерски гласник, просветител, научен. Затоа ве охрабрувам и понатаму да соберете под тој прекрасен чадор повеќе инженерски здруженија, да продолжите да придонесувате за развојот на инженерството преку вложување не само во знаењето, туку, како што веќе рековте, во интегритетот, во професионалноста, во знаењето, во дигнитетот, во моралот, во етиката. Јас ве уверувам дека во мене и во мојот кабинет имате искрен поддржувач и партнер, а верувам дека е така и со сите други релевантни институции. Вам сакам да ви продолжам. Да продолжите самите да ги следите соништата, ама и да си ги реализирате. Идеите, визиите. Секогаш да знаете дека тоа што доаѓате од навиду мала земја, воопшто не значи дека не може да имате големи идеи. Тоа се докажало многу пати. Вие аплицирате и имате европско образовно досие. Вие сте идејните творци и двигатели на модерниот европски и светски технолошки свет. Вие сте идните технолошки лидери. Образованието и науката воопшто не се само професорска, истражувачка и студентска обврска. Нивниот обем, квалитет и домет се резултанта на содејството меѓу образованието, науката, политиката и општеството. Затоа нам ни треба координирана, одговорна и развојна образовна политика. Не е можно да ги задржиме најдобрите и најперспективните без соодветна пред се реформирана финансиска политика, пријателска кон најдобрите, а не и почитувачка на најдобриот квалитет. Воопшто сакам да кажам дека копенхагенските критериуми, односно европските стандарди, мора да најдат место и примена во финансирањето на високообразовните и научните институции. Ние мора да исчекориме на релевантните високообразовни листи, каде што не нема, наместо да паѓаме, преку преиспитување, односно реакредитација и реевалуација на образовната мрежа, мора да се концентрираме на неутрален, објективен пристап заснован на докази и факти, а не на етнопартиска позадина, што продуцира образовна и научна мимикрија наместо валидно образование и наука. Нам ни требаат европски критериуми за градење академска кариера, интензивна регионална и европска научна соработка, интеграција во европската истражувачка сфера и афирмација на меѓународниот образовен и научен пазар. Мора да го следиме успешниот модел на соседите.
И како индивидуалци, и како заедница, јас мислам дека веруваме, јас барем верувам, во вашите знаења, вештини, креативност. Убедена сум дека не ви недостасуваат хуманизам, благородност и патриотизам. Создавајте модерен, напреден, но пред се морален и поубен свет. IT индустријата континуирано цвета и расте. За среќа, расте и незината популарност кај младите, и тоа ме радува. За да имаме дигитална иднина, нам ни треба стратегија како да ве задржиме на дигитал, како да ве задржиме вас, дигиталната младина тука дома, прстенот не е доволен, или како да бидеме во постојан контакт, интегрирајќи ве како постојан сегмент на општествениот развој. Мора похрабро да ја зголемиме поддршката на научните истражувања. Мора да ја осовремениме научната инфраструктура, односно лабораториската опрема, да го олесниме пристапот кон базата на податоци, да ги стимулираме фундаменталните истражувања. Научното истражување мора да биде секогаш поддржано со сигурни финансии. Нашите научници од диаспората може да бидат подвижен мост кон светската наука. Затоа тие ќе добија заслужено место во Советот за диаспора, што набрзо ќе се конституира. Дури и во Платоновата идеална држава, да ве одведам на мојот терен, управувањето се врзуваше за филозофите, за знаењето, за способноста, за мудроста. Понатаму имаше дури и ставови според кои Исак Њутон беше рамен на еден светец, а се зборуваше за научна религија. Толку веруваа луѓето во науката. Јас посакувам меритократија покрај демократијата. Посакувам особено меритократија во администрацијата, зашто таа некогаш ги носи клучните одлуки. Посакувам меритократија во дејностите од општ интерес. Посакувам конкурс за сите позиции. Посакувам транспарентна постапка на избор, посакувам одговорност. Цврсто верувам дека само учени луѓе може да разберат и поддржат наука и научници како вас, носители на драгоцени инженерски прстени. Чувајте ги. Благодарам. Следи чинот на доделување на прстените. Ги повикувам претседателите на Инженерската институција на Македонија и Комората на овластени архитекти и овластени инженери да се придружат на платото. Ја повикувам добитничката Фросина Станковска од Архитектонски факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Не. Ова е, значи, наградата. Веќе се чувствувам попаметно. Благодариме. Марко Ѓоргиевски од Градежен факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Благодариме. Харитина Сакова од Машински факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Благодариме. Видела прстени од некои чувени семејства европски, многу личат на ова. Васка Зарковска од Технолошко-металуршки факултет, Универзитет Свети Кирил и Методи Скопје.
Следна добитничка Сара Ацковска од Факултет за земјоделски науки и храна при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Димитар Пешевски од Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Кирил Христовски од Природно-математички факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Благодариме. Теја Костадинова од Факултетот за дизајн и технологии на мебел и интериер при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Рената Павлеска од Факултетот за електротехника и информацијски технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Сигурно веќе ви понудија некаде. Од минатата година на прославата на ФЕИ, речиси сите веќе има лауреати добиено покани каде да продолжат. И тоа беше и прекрасно и тажно. Катерина Стојковска од Технички факултет при Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Софи Гајтановска од Факултетот за информатички и компјутерски технологии при Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Сара Панева од Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Бојана Тасева од Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев Штип. И ни остана Газим Дервиши од Факултетот за применети науки, архитектура, сообраќајен инженер со транспорт од Државниот универзитет во Тетово. Ви благодариме на сите. А сега ја поканувам Харитина Сакова да се обрати во името на добитниците. Почитувана председателка на Република Македонија, почитувани представници на Инженерската институција на Македонија и Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Почитувани гости, родители и колеги. Ми представува огромна чест да бидам дел од овој настан, кој ги обединува инженерите од разни области на универзитетите во Македонија. Овој инженерски прстен за нас е многу повеќе од еден прстен. Тој представува ветување дека знаењето кое го стекнавме овие неколку години нема да остане неискористено. Туку ќе прерасне во градење и развој на општеството и науката. Од името на сите добитници сакам да изразам искрена благодарност